Денеска во спортската сала Билјанин извори во Охрид започнуваат првите четвртфинални средби од кошаркарскиот куп на Македонија. По 4 години завршницата од купот на Македонија повторно се враќа во Охрид. Во 2009 година Охрид последен пат беше домаќин на ова престижно надпреварување, а домашниот тим Амак СП го подигна пехарот. Оваа година завршниот турнир на кој се наоѓаат 8 најдобри екипи во ова надпреварување во организација на Македонската кошаркарска федерација, која се одлучи да го организира во Охрид, со што ни една екипа нема да биде привилегирана и да игра на домашен терен. Завршниот турнир го отвораат МЗД Скопје аеродром, бранителот на трофеот од минатата сезона и Струмица. Сепак ваквиот тип на надпреварување како што е купот секогаш носи изненадување, па на такво нешто се надеваат и кошаркарите на Струмица. Во вториот надпревар кој се игра вечерва ќе се сретнат Кожув и Фени Индустри. Во другите средби кои се над програмата утре играат Работнички Куманово и Лирија Карпош Соколи. Победниците од денешните и утрешните средби ќе се сретат меѓусебно во полуфиналето в сабота, додека финалето на програмата се игра в недела со почеток од 17 часот и 30 минути. Капитенот на Манчестер Юнајтед, Немања Видич, не доби од раководството на клубот нов договор. 32 годишниот дефанзивец има понуди од италијанските гиганти Интер, Милан и Јувентус, но очекува да остане на Олд Трафорд. Немања Видич настапува за екипата на Манчестер Юнајтед од 2006 година и во неговата кариера во дресот на црвените ѓаволи има одиграно речиси 300 надпревари и постигнато 20 гола. Видич сака да се замени од Юнајтед и со оваа негова изјава ќе ги натера луѓето во Манчестер да се одлучат да му понудат нов договор на својот капитен. Надпреварувањата на 22-те зимски олимписки игри во Сочи, Русија официјално стартуваат денеска, 30 часа пред церемонијата на свеченото отворање. Ваквиот почеток е неопходен бидејќи од претходната олимпијада во Ванкувер 2010 година се придодадени 12 машки и женски надпревари за медал. Првите настапи започнаа во 07 часот по средноевропско време во Икстрим паркот во планините над Сочи. Во текот на ноќта се огласи генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун со молба сите кои војуваат во светот да го положат оружјето за време на олимписките игри во Сочи, а примирието да се искористи за испорака на хуманитарна помош на луѓето кои страдаат. Зимската олимпијада во Сочи, Русија, официјално стартува утре на 7 февруари и ќе трае до 23 овој месец. Во NBA лигата синоќа се одиграат 12 средби. Во дербито Лос Анџелес Клиперс загуби од Мајами Хит со 112-116. Тимската игра во која 7 играчи постигнаа двоцифрен број на поени беше клучна за победата на Мајами Хит. Леброн Џејмс даде 31 поен, 12 асистенции и 8 скокови. Во редовите на Клиперси Блејк Грифин одигра фантастичен меч, постигнувајќи 43 поени и 15 скока. Џамал Крафорд заврши со 31 поен за LA Клиперси. Кевин Дурент со 26 поени, 9 скока и 7 асистенција предводеше Оклахома Сити до 40-та победа сезонова, извојувана над Минесота од 106-97. Сан Антонио по две продолженија го победи Вашингтон со 125-118. Тим Данкан со 31 поени и 11 скокови беше предводникот на Спарси. Кај Вашингтон Џон Вол мечот го заврши со 29 поени. Лейкерси со NBA правило стигна до победа над Кливленд со 119-108. За вечера во NBA лигата предвидени се само 2 средби.